Чест и задоволство ми е да бидам денес говорник на овој важен промотивен настан за презентација на Националната платформа за женско предприемаштво, која се поддржува од страна на Европската Унија. Тема која е многу значајна, посебно во делот на економското јакнење на жената и препознавање на нејзиниот труд. Женското предприемаштво е двигател кон големи социјални промени, ги прави жените финансиски зајакнати и независни. Го зголемува нивото на самодоверба и среќа кај жените, бидејќи задоволството од постигнување ја јакне нивната самодоверба, но во исто време носи и благосостојба за цели семејства. Овој проект Националната платформа за женско предприемаштво е од големо значење за нас како организација, но и за нас жените од рурални средини, бидејќи главна цел на платформата е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за јавна политика и застапување на жените од рурални средини и нивно економско зајакнување, а воедно изголемување на бројот на жени предприемачи од рурални средини. Како што семето никнува растението, така од женските раци започнува животот и трасирањето на новите патеки, кои треба да ја донесат светлата иднина на новите генерации. Но не, жената не е семојчна. Таа е само жена, мајка, работничка, домаќинка, а честопати толку нечујна, дури и незабележлива. Незината рамноправност со мажите, законските права и можности кои произлегуваат од Законот за еднакви можности помеѓу мажите и жените би останале само зборови на хартија, доколку континуираната работа секојдневно не придонесува заменување на состојбата. Животот пак на жената во руралните средини истовремено е испреплетен со различни состојби кои од една страна ја представуваат нејзината силна страна, големината, но и нејзиниот страв, ограниченоста од различни состојби, а неретко и дискриминацијата со која што се соочува. Иако полека почнува да се препознува потребата од вклучување на жените од рурални средини во донесувањето одлуки дома, на работа, во локалната заедница, потребата од женско лидерство, сепак се уште нивниот предприемачки потенцијал и социоекономски придонес остануваат во голема мера непризнаени и неискористени. Многу е важна валоризацијата на трудот на жените од рурални средини, односно тие активно да се вклучени во одлучувачките процеси на земјоделското стопанство, да водат своји бизниси, предпријатија, да водат земјоделски стопанства, задруги и полека се повеќе се препознава потребата од зајакнување на жените во руралните средини, потребата да ја контролираат и управуваат својата судбина, животот, иднина, благосостојбата на своите семејства. Жените од рурални средини се концентрирани во неформалните активности. Нивниот труд е се уште непризнаен. Имаат многу малку избори за вработување, најчесто во неформалната економија и во активности со ниска продуктивност и низок принос, каде немаат речиси никаква социјална и здравствена заштита. Се уште само 5% од жените во рурални средини се сопственици на права на сопственост. Многу малку имаат пристап до кредити, поради недоволната информираност, слабата вклученост во донесувањето на одлуките или неисполнување на условите, критериумите за користење на овие услуги. За многу рурални жени предприемаштвото е дел од пошироката стратегија за екзистенција, дел за ставање крај на сиромаштијата, постигнување безбедност со храна, промовирање на одржливо земјоделство, како и постигнување на родова еднаквост во руралните средини. Затоа верувам дека оваа конференција и формирањето на Националната платформа за женско предприемаштво е само еден чекор кон позитивни промени, кон економско јакнење на сите жени, нивно активно вклучување во општествениот живот како на национално ниво, така и во локалните заедници и постигнување на повисоко ниво на придонес и контрола врз средината во која што живеат. Во остварување на овие цели е многу значајна директната соработка со државните институции, посебно во делот на поддршката за економско јакнење на жените предприемачи и доколку имаме заедничка соработка, тоа може да вроди со плод и постигнување на резултати.
Таа заедничка соработка придонесе да се реализира и мерката 115 од Националната програма за рурален развој, каде што 250 жени од рурални средини добија грантови од 3000 евра, а НФФ цврсто лобираше за да се оствари тоа. За ова лобирање морам да искажам јавна подршка од Јована Тренчевска, која што сега е раководител на Инспекторатот за труд и социјална политика, но пред тогаш беше и државен секретар во Министерството за труд и социјална политика. Но ваквите мерки треба да се зголемат во иднина, се со цел да се истакнат предприемачките способности на руралните жени, за кои самите не се свесни дека ги поседуваат, со тоа што од нивните вредни раце произлегуваат прекрасни сладка, прекрасни мармалади, прекрасни пинџури, сирење и слично, од кои што можат во иднина да произлезат многу брендови.